Денеска сме во Штип заедно со председателот на Стопанска комора и стопанствениците од овој регион, значи целиот регион на Источна Македонија би рекол, да поразговараме за неколку актуелни теми за стопанството, да видиме врз база на бројките кои што цениме дека се добри, значи од првата половина на годината, од економските показатели кои што испаднаа од институциите како од Заводот за статистика, така и од Народна банка. Меѓутоа цениме дека има уште простор за подобрување на економската клима и на економијата во државата. Денеска сме тука како што бевме претходно и во други градови да размениме мислење со стопанствениците, а посебно да ставиме точка и тежиште на два закона кои што мислиме дека се важни за економијата. Тоа е Законот за финансиска поддршка на инвестициите кој што беше донесен минатата година, а оваа година беше изменет за да се олеснат условите и критериумите за стопанствениците. Ќе го споделиме тоа денеска со нив. Тие до крај на септември имаат рок за апликација. Јас ја користам и оваа прилика да ги поканам и повикам сите стопанственици кои што ги исполнуваат условите да аплицираат за овој закон, да добидат помогнати во нивните инвестиции, бидејќи средствата во буџетот се резервирани за таа намена. И уште еден закон кој што е сега моментално во разгледување, очекуваме да биде донесен во парламентот, тоа е законот за субвенционирање на придонесите на растот на платите, тој е веќе објавен на ЕНЕР. Тој е апсолутно едноставен, значи во делот на имплементацијата и во делот на апликацијата од страна на компаниите. Практично нема потреба да подготвуваат никакви посебни апликации, освен постојниот МПИН кој што го поднесуваат во Управа за јавни приходи при делењето на плати. Сакаме да го споделиме со нив мислењето, бидејќи се уште законот е во фаза на разгледување и носење пред да биде донесен во парламентот, да видиме евентуално некои дополнителни сугестии и измени кои што се секогаш добродојдени. Очекуваме дека ќе имаме една плодна дискусија и да видиме како секогаш можеме да помогнеме на економијата, бидејќи јас лично ценам, а мислам дека мислењето на општата јавност во државата, дека врз база на приватната инвестиција, врз база на приватниот сектор и стопанство, може само да се направи реален, одржлив и долгорочен раст на економијата во државата. Ние ќе бидеме посветени на тоа.